Пред православните гробишта има наталожено купишто отпад. Контейнерот пред гробиштата наменет за жителите од овој дел на градот е подигнат од тетовските комуналци, но во меѓувреме нема поставено друг, па луѓето, велат нашите соговорници, сметот го фрлаат на земја. Канта да ga зеда, ама треба пред да биде празник и нешто да биде чист. Пуна била изја и ga зеле, они ќе врата, ама треба багерот да дојде да опуни, инаке луѓе нема сега. Се е празник дома сај. Па покрај многу комунални проблеми што се случува во градов, еден од најголемите проблеми е и комуналниот смет, кој никако да се најде решение да еднаш се реши тоа. Мислим, реалноста е таа што мало и граѓаните допринесуваат кон тоа, али треба, мислим, и градските власти да преземат соодветни мерки да тоа се трајно регулира. Еве конкретно се наоѓаме во местоста на православните гробишта. Веќе неколку недели има контейнер, нема контейнер. Слична е состојбата во одредени населби во долниот дел од Тетово. На повеќе улици во близина на Тетовската касарна нема доволно контейнери. Тие кои се поставени се преполни, а дел од смет од бездомните животни го разнесуваат на јавните површини и по парковите во оваа населба. Жителите бараат ДЈКП Тетово да го реши проблемот преку промена на начинот на фрлање и собирање на смет. Самото незатварање на контейнерот, ѓубрето го разнесуваат мачки, кучиња и видите дали уопште овде деца можат да играат на ваков парк, вакво ѓубре и замислите пред куќава наша што е. Секоја куќа нека си плати за контейнер или од тие што се кантите, да речеме сегде тоа. Јас сум видела по селата тоа го има, а ние као се водиме по урбанизирани од селата. Дома да го чува и да се знае кој ден треба да го извади ѓубрето надвор. Иначе, летово како што иде, тие не се ни дезинфицирани. Ни воопшто некој поведел сметка од овие контейнери, па можам да кажам наназад 10 години. Проблемот со собирањето на комуналниот смет во Тетово добива поголеми размери, претежно за време на празниците, кога нема доволно дежурни екипи во јавното комунално претпријатие Тетово. Со отслужување воскресна утрена и литургија на Свети Јован Златоуст во црквата Свети Димитри во Тетово продолжи чествувањето на втор ден Великден. Со литургијата чино началствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Според обичаите, утро во голем број од православните верници ги посетија вечните почивалишта на нивните упокоени роднини и пријатели и запалија свечи. Утре, на третиот ден од воскресението на Господ Исус Христос, во сите православни цркви и манастири со почеток во 7 часот ќе се служи литургија на Свети Јован Златоуст. Утрешната богослужба ќе биде посветена на денот кога светиот апостол Петар отишол на гробот и кога се навалил внатре го видел само повојот. На 13 април е источен петок Балаклија, кога се практикува едно црквие во храмот Света Богородица во Тетово. Утрена со литургија на Свети Јован Златоуст ќе започне во 7 часот. Воскресението Христово Великден се празнува 40 дена, се до празникот Спасов ден. Во текот на воскресенските денови домаќинките гостите ги дочекуваат со евангелскиот поздрав Христос воскресна, а ги испраќаат со вапцени црвени великденски јајца. Меѓународниот ден на ромите 8 април во Тетово беше одбележан со неколку настани и активности. Под мотото Единство и достоинство на ромскиот народ во Тетово, вчера беше организиран мировен марш од населбата Поток до општина Тетово, каде на јарболот пред општината беше поставено ромското знаме. По повод Светскиот ден на ромите, а со цел негување на спортот и спортскиот дух кај младите, се одржа и турнир во мал фудбал, на кој учествуваа вкупно 8 екипи од целиот град и беа опфатени сите ромски населби од градот Тетово. Во саботата, кога се одбележуваше и 7 април Светскиот ден на здравјето, беше спроведена крводарителна акција под мотото Донирај крв, направи го денот поубав на себе си и на другите. Минатата недела представници од невладината организација Сонце беа на прием кај градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи, на кој се разговараше за горливите прашања како и проблеми на ромската заедница и приоритетите на кои е потребно да се работи повеќе во иднина.
Утре пак ќе се организира дебата на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, на која ќе се анализира моменталната состојба на ромите во Македонија, како и вклучување на младите во истата. Меѓународниот ден на ромите 8 април во Гостивар вчера беше одбележан со повеќе активности. На јарболот пред општинската зграда беше подигнато ромското знаме, пошто се одржа свечена седница на која се зборуваше за предизвиците и поддршката за напредокот на заедницата на роми во Гостивар и во Македонија. Во рамки на одбележувањето беа организирани и крводарителна акција и спортски активности со младите роми. Иницијативата за прослава на денот на ваков начин заеднички ја покренаа невладини организации и политички партии од ромската заедница. 8 април е прогласен за Светски ден на ромите во чест на првиот светски конгрес на ромите, кој се одржал од 8 до 12 април 1971 година во Лондон. Ромите се народ кој потекнува од Индија и е раселен насекаде низ светот. Имаат свое знаме и официјална химна. На ромското знаме има 3 бои. Во долниот дел е зелено како символ на земјата, горниот дел е обоен во сино како символ на небото, додека црвеното тркало во средината е символ на патувањата и миграциите. Ромската химна се темели на старата ромска песна Джелем Джелем. Вчера во 21 часот и 30 минути во полициското одделение Камењане, 61 годишен жител на Боговиње пријавил дека истиот ден околу 20 часот и 30 минути во неговата куќа дошло непознато лице и тропнало на вратата од дворот, соопшти МВР. Кога пријавителот излегол, лицето го прашало зошто го удрело возилото на зет му, пошто извадило пиштол и го удрело во пределот на устата. На пријавителот му била укажана лекарска помош во медицинскиот центар во Тетово, од каде бил упатен во комплексот клиники Мајка Тереза Скопје. Се работи на целосно расчистување на случајот. МВР информира и за пукање на семена веселба во село Сарачино. Вчера во 19:15 часот во секторот за внатрешни работи Тетово било пријавено пукање од огнено оружје во село Сарачино. Од страна на полициски службеници од полициското одделение Групчин било излезено на местото на настанот, при што било констатирано дека во куќата на 24 годишник при семена веселба истиот испукал куршуми од гасен пиштол Екол, кој го поседувал без потврда. Увид бил извршен од страна на увидна екипа на СВР Тетово и биле пронајдени и подигнати 8 чаури, калибар 9 мм, испукани од наведениот пиштол. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Недостаток на мед на пазарите во земјава поради намалени приноси, одраз на минатогодишните лоши временски прилики. Наспроти тоа, во продавниците и пазарите има полни полици со мед, кој според пчеларите не секогаш е природен. Наместо мед се продава гликоза која е ефтина, а купувачите не можат да ја препознаат, вели инструкторот по пчеларство Мирче Настоски. Зачестено се јавува да не речем и са преполнети пазариве и продавнициве за мед. За мене тоа не е упрашање квалитет, земајќи у обзир дека тоа е направено не у пчелна кошница, него е правено у лонец на нив познати работи кои што резултира со фалсификување на медот. Тоа што се пласира по пазарите, по продавници, тоа по мене на све личи, ама на мед не личи. Одредени производители можне вешто го користат незнаењето на потрошувачите и им нудат лажен мед. Настоски објаснува дека вистинскиот мед кристализира и токму поради таа особина може да се разликува од фалсификуваниот. Советува граѓаните да купуваат мед само од познати пчелари, сертифицирани производители. Проблем кај нас од маркетиншки аспект, кај добар дел консументи на мед, што не ги знаат особините на медот. Вистински мед се познава или на запад
Најеклантантен е случајот, таму кој се продава медот, треба да биде кристализиран. Кој ќе го донесе човек, дали ќе го консумира како кристализиран, односно народски кажано шеќерлојстан, вика и тие дека не е добар, направо тие прават грешка. Одликата на вистинскиот мед е кој кристализира. После тоа, тој може да се затопли на температура не повеќе од 40 до 50 степени, кој ќе се постигне со оваа температура, ако се претера, ги губи особините што треба да ги има еден мед. После тоа, ако се остае медот на температура пониска од обичаена, тој пак ќе се кристализира. Значи, самиот процес со термишката до обработка, да речеме, под наводници, тоа е реверзибилен процес, кој што го докажува директно квалитетот на медот. Мед се купува од познат човек. Зошто? Заради тоа што тој има традиција и е реално пчеларот у еден момент, како што била ланскава година, да рече извини, ама немам мед. Зошто? Заради тоа што не донеле пчелите, немало услови соодветни. А обратна ситуација, на пазариве се преплавени со фруктоза. Инаку цената на природниот мед се движи од 400 до 600 денари за килограм, додека на пазарите лажниот мед може да се најде и со цена од 250 денари за килограм. Студентите на двата универзитети во Тетово во голема мера ја раздвижуваат динамиката на позајмување на книги во Националната установа Градска библиотека Кочурацин Тетово. Освен слободна литература, тие многу често бараат и позајмуваат стручна литература од областа на медицината, економијата или правните науки. За нив јазикот не е важен, па така подеднакво се чита на македонски, албански, но и на англиски или германски јазик. Како што не изјави од Градската библиотека Кочурацин Тетово, за среќа оваа установа солидно им одговара на барањата на студентите, затоа што ги има сите наслови од владиниот проект за превод на публикации наречен 130 тома македонска книжевност, звезди на светската книжевност, врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа. Доста студенти имаме читатели во библиотека, зашто се знаете, тоа е град со два универзитета. И според условите, да кажеме, тоа што нудиме ние према студентите, ние сме задоволни од бројката што го имаме, ама има доста што не посетуват, ги земат нашите книги, зашто овие последните години ние ги набавивме сите стручни книги у област на медицина, на економија, на педагошки книги од сите категории, значи најинтересни се тие од медицина и економски и машинерија, што ги преведе владата. Ние тие наслови ги имаме у библиотека. Може некои да не го имаме у рафтовите заради просторијата што го немаме, ама 90% по една книга, по два ние ги книжевме и ги ставевме на полица, да ги имате читателите. Голем дел од тие што од странска литература се преведени и на македонски и на албански. Кога се чита стручна литература, студентите малку делат или на македонски, на албански, на англиски, зашто сега се знае. Од сите јазика ги знаат, зависи што побрзо ќе го најде. Со разбирање и соработка со студентите и постдипломците се надминува проблемот на немањето услови во Градската библиотека Кочурацин за изложување на големиот библиотечен фонд кој брои над 100.000 книги и немањето читална. Ние толку може да нудиме, зашто ние ни читална нема, ни интернет ќе да се вика тоа. Ние овде работиме само земај, давај, тие се условите, зашто функционираме на 250 квадрата. Да имавме читала, да имавме и други простори што
кај да се научат студентите, бројката сигурно ќе биде дупла, значи тоа. Па и студентите нашла разбирање према институцијата што го водиме ние и сме најделе заеднички јазик, малку ние попуштивме, малку тие попуштивме, барам да му излагаме на сосвет на сите читатели, најконкретно за студентите. Зашто Тетово има потреба за нова библиотека, за стандардна библиотека, за сите услови, зашто студентите да ги земат, например, овие стручните книги, и се тешки, може да му треба само за референците, а може да тие да ги изработа у читална, ако го имаме ние. Тоа е хендикеп, ама што да правиме? Заради овие работи ние некои книги што не издават, не ги издаваме надвор од библиотека, го кршиме тоа правилникот, го даваме на читател само нека читат и на студенти само да се услужат, зашто чим немаш читална мора да му услужиш. И до сега немавме никаков проблем со читателите, враќат редовно, со просек да кажем цела година. Ние овие 5-6 години сме задоволни од тоа што редовни читатели 98-99% ги враќат книгата. Не е као порано пред 10 години со 100 книги не се вратим. Како што ни изјави Муртезани, изградбата на нова градска библиотека најверојатно ќе заврши на крајот на 2019 година, пошто членовите ќе добијат услови какви што се очекуваат од една модерна библиотека, а најважно средношколците и студентите ќе ја добијат многу потребната читална. По повод 77 години од одржувањето на познатото партиско советување на тетовските комунисти, утре со почеток во 11 часот во галеријата на Музеот на Тетовскиот крај ќе биде одржан историски час. Во рамки на ово одбележување ќе бидат презентирани изложени текстови, фотографии и уметнички слики на загинати и починати борци од НОБ. Познатото партиско советување одржано во далечната 1941 година во куќата на семејството на познатиот народен херој Ѓоце Стојчевски Амбарче. Денес имавме сончево време со умерена облачност, дуваше слаб до умерен југоисточен ветер. Утринската температура се движеше од 3 до 8 степени, а дневната од 16 до 22 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево. Утринската температура ќе се движи од 4 до 9 степени, а дневната од 16 до 23 степени.